Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите со мене, Горан Теменогов. Тоа е целото име, значи, на подкастот, кај што стои и моето име и презиме. Оваа епизода ќе посветиме на нешто што ми остави впечаток во изминативе денови, тоа е на студија, научна студија, околу тоа колку жени се надвор од пазарот на трудот. Тоа е фрапантна бројка во услови кога се потешко се наоѓа работна сила во Македонија, кога увезуваме работници од Непал и од други земји, овде во Македонија околу минимум 250.000 жени се само домаќинки и се надвор од пазарот на трудот, односно ова се жени кои се на возраст од 18 до 64 години и ништо друго не работат, не студираат, ниту се пензионерки, туку едноставно се занимаваат со домашни работи. Оваа бројка е сериозна, 250.000 минимум реков, но ќе зборуваме дали таа е целата бројка, што значи тоа и зошто воопшто толку голем број на жени се надвор од пазарот на работна сила. Но нема да зборуваме само за оваа тема, иако ќе биде доминантна, ќе зборуваме малце и за буџетот и фискалните стратегии на државава. Зошто ќе зборуваме за тоа? Во моментов се подготвува буџетот за 2025 година, каде што повторно ќе имаме голем буџетски дефицит, кој што ќе биде 625 милиона евра го планираат, значи 4,4% некаде од бруто домашниот производ, но тоа е сериозна бројка, требаше да се зафата новата влада да се зафите со санирање на последиците од големите буџетски дефицити и од големиот јавен долг, но гледаме дека дури јавниот долг се планира на 66% од бруто домашниот производ. Затоа ќе зборуваме и за оваа тема, а во студиово на подкастов ја повикавме Благица Петрески. Добре дојдовте. Добре најдовме, благодарам на поканата. Да, релативно брзо викам повторно во подкастов, но како што реков, научната студија ми остави голем впечаток, беше промовирана пред 10 дена и мене како чисто економски подкаст, кај што сака од време на време и за политика да зборува, ми остави голем впечаток там резултатите до кои што дојдовте, бидејќи имате и анкети, имате и истражувања на што се должи ваквата отсутност на голем дел од жените од пазарот на трудот и таму давате и препораки што да се преземе. Но за препораките во вториот дел, во втората третина од емисијава, првен да почнеме она што мене ми остане многу интересно. Во држава во Македонија има домаќинки, ама нема домаќини. Да, точно темата ја започнувате од сршта на нашата студија практично. Нашата цел беше да идентификуваме кои се причините за неактивност на жените на пазарот на труд, меѓутоа со фокус на родовите стереотипи и културните традиционални норми. И доколку започнеме од тоа каква е структурата на неактивните жени, ќе забележиме дека половина од неактивните жени на пазарот на труд се изјасниле дека се домаќинки и на третина од нив се домаќинки во права смисла на зборот. Меѓутоа, тука, како што и напоменавте, не забележуваме дека ниту еден маж не се изјаснил дека е во улога на домаќин и тука значи преовладуваат повторно тие културни норми, традиционални вредности каде што мажите не е својствено да бидат декларирани како домаќини за разлика од жените кои што е сосема легитимно да си се декларираат како домаќинки и да ги потврдат оние активности кои ги вршат во домот. Сега зборуваме за домаќинки, тоа се оние индивидуи, оние лица кои што не одат на работа, седат дома и ги обавуваат сите домашни работи, почнувајќи од готвење, чистење, грижа за деца, за возрастни лица, едноставно нивниот свет е домашното обкружување, нивната работа е у суштина домашните обврски и немаат приходи надвор од домот, што се вика канализирани приходи што се. Да, точно така. Домаќинки се, зашто домаќинки се нарекуваат и во класична смисла на зборот затоа што активностите кои ги исполнуваат се тоа, грижа за домот, грижа за деца, грижа за стари лица. Меѓутоа, зошто е тоа значајно? Доколку ја пресметаме во економски колку значи оваа работа, тоа е 8% од бруто домашниот производ, само работата на овие жени кои што не одат на работа, кои извршуваат домаќински работи и каде што претпоставуваме дека ако се активираат на
на пазарот на труд, би земале минимална плата, но тоа не значи можеби некои од тие жени имаат и повисоки вештини, но само заради овие стереотипи, затоа што генерално ако анализираме структурата на неактивните жени, ќе забележиме дека тие се повеќе кон пониско ниво на образование, основно и средно, и веројатно таквата состојба заедно со овој товар кој што го носи на општеството, тие можеби и немаат доволна самодоверба да бидат активирани и да веруваат дека можат да придонесат во општеството. Ги спомнавте 8% од бруто домашен производ, тоа значи дека овие минимум 250.000 домаќинки, значи ни еден домаќин не изјаснет, иако јас знам домаќини, па јас се сметам за домаќин, мислам, иако ова ми е рекреативно, добро. Тука е интересна споредбата каде што во структурата на мажи причините зошто е неактивен има заради други активности. Така што веројатно овој момент се срамат веројатно да кажат дека се домаќини. Добро, да се вратиме на 8% што ги спомнавте. Тоа ако ги пресметаме од бруто домашен производ е некаде околу 1.070 милиона. Тоа е според бруто домашниот производ од 2023 година. Ако оваа година се реализираат најавите и стигне некаде до 14 милиарди 950 милиона евра, што е многу тешко, ќе биде некаде овие 8% околу милиарда и 200 милиони евра. Што значи тоа? Тоа значи дека работата на овие домаќинки толку тежи у суштина да се на пазарот на труд, они би оствариле дополнителни милиарда и 200 милиона евра. Да, точно тоа значи, затоа што домашната обврска не е вкалкулирана во бруто домашниот производ. Меѓутоа, замислете, таа жена чува деца, а ако истата услуга ја понуди на пазарот на труд и да чува со формален договор вработување, тоа ќе биде платена работа и тоа ќе даде придонес на бруто домашниот производ. Така што оваа работа е точно дел од бруто домашниот производ кој што може да биде екстра на она што во моментот ние го имаме. Така, но за тоа треба да бидат вклучени на пазарот на труд и некој да ги обавува нивните домашни работи во замена на нив и да бидат платени за тоа во пари. Видете доколку направиме споредба на тоа како го трошат, каков е распоредот на времето помеѓу еден маж и една жена, ние ќе забележиме дека жените севкупно трошат 3 пати повеќе време во исполнување на домашните обврски во споредба со мажот. Во овие жени спаѓаат и оние кои работат и оние кои не работат. Така што феноменот на домашни обврски, без разлика дали се тоа активни или неактивни жени, е феномен на жените кај нас и е припишан на традиционалните вредности и родовите стереотипи дека домашните обврски, грижата за деца, грижата за стари лица е главно женска работа и доколку овој процент на домашна активност кој што сите жени го исполнуваат, го пресметаме понатаму колкава вредност би било од бруто домашен производ, тоа е фрапантни 25%. Тоа не значи дека мажите не прават работа во домот. Меѓутоа, нивната работа е 3 пати помалку потрошено време во споредба со она што жените го трошат. Но, од друга страна, жените пак трошат помалку време на формална работа, во споредба со мажите. Тоа значи дека можеби жените за да ги постигнат сите овие домашни обврски кои што постојат, можеби се откажуваат од некои работни обврски кои што се ги имаат во работата, можеби поретко остануваат прековремено, можеби прифаќаат помалку обврски кои што се поврзани со работата за разлика од мажите. Веројатно после затоа потешко напредуваат, затоа што прифаќаат помалку обврски за да можат да одговорат на домашните задолженија, 3 пати повеќе кои што се во однос на мажите. Рековте 25% се од БДП се домашните обврски што ги извршуваат и мажите и жените. Жените, само жените. Само жените, а не влегуваат во 25 и мажите? Не. Аха, тоа е значи жените оноа што дополнително го работат плюс домаќинките што не одат на работа и оние што работат според математиките би изнесувале некаде 3,5 милиарди евра, 25% од бруто домашниот производ, оноа што се создава надвор од работното време од страна на жените, вршејќи ги домашните обврски, се 3,5 милиарди евра, 3 милиарди и 412 милиона според бруто домашниот производ од 2023, кој што според пресметките е 13 милиарди 650 милиона евра. Значи,
Ова е многу пари у суштина, вака гледано. Генерално да, затоа анализирајќи ги податоците од економски аспект, зошто е значајна неактивноста на жените на пазарот на труд, доаѓаме до еден сериозен економски потенцијал кој што доколку биде ангажиран, прво може да даде сериозен придонес во бруто домашниот производ, а второ секако тие жени во ситуација која ќе бидат активни на пазар на труд и ќе заработуваат, тоа е и бенефит за домаќинствата и може навистина да ги подобриме некои индикатори кои што се однесуваат, кои се развојни и слично. Сега, начнавме дел од тоа што стои во студијата, го почнавме малце по народски овој разговор со пари, што значи домаќинка, домаќин, што значи жените, но во студијата се открива зошто у суштина жените не се дел од пазарот на трудот и еве за кој сака да ја прочита, нека ја прочита, може да се најде на веб страницата на Finance Think, но еве да им ја доближиме малце за да имаат мотив да ја прочитаат, бидејќи не е долга, некој колку беше 50 на страна и 60 на мислам. Да, имаме и пократка верзија Да, на брифот за политиките, кој што е така, но што откривте, еве да им кажеме што е открие. Значи, клучната причина зошто ние ја идентификувавме е да ги идентификуваме кои се причините за неактивност на жените на пазарот на труд. Генерално студии постојат и претходно, меѓутоа тие се базираат на податоци кои доаѓаат од анкетата за работна сила, која има лимитиран потенцијал да ги објасни причините, односно дава информација за тоа колкава е платата, каква е структурата, во кои сектори работат жените, односно се активирани, меѓутоа не дава подлабоки информации зошто одреден дел од жените, кој што е фрапантна ставка, во моментот е 57,2% во 2023 година од жените се неактивни. Тоа е една од две жени е неактивна на пазарот на труд. Зошто се овие жени неактивни и благодарејќи на податоците кои што ги има Европското истражување на вредности, имаме можност подлабински да испитаме од една страна одредени демографски карактеристики и брачна состојба, како влијаат на неактивноста, а од друга страна да одиме малце подлабоко на како родовите стереотипи, ставовите за работа, културните вредности влијаат на тоа дали една жена ќе биде активна или неактивна. Сега ако тргнеме од првиот став на тоа какви се некои демографски карактеристики, полот има исклучиво важна улога, односно една жена е многу поверојатно, за 22% е поверојатно да биде неактивна во споредба со маж. Понатаму анализираме како образованието влијае. Колку е повисоко образованието, толку веројатноста за една жена да стане неактивна е пониска. Понатаму анализираме брачната состојба. Брачната состојба е интересно дека кога жената стапува во брак, истото ја намалува веројатноста за да биде неактивна, меѓутоа во моментот кога пристигнуваат деца, во тој момент веќе овој став започнува и да се разнишува, иако не е единствен фактор. Децата зависи и финансиската состојба, зависат и многу аспекти. Понатаму тука ги анализиравме и едукацијата на родителите на една жена. Идентификувавме дека образованието на таткото е многу значајно за една жена да стане активна или неактивна и дури на крај ги идентификувавме одредени детерминанти кои што се поврзани со родовите стереотипи и ставови за работа и идентификувавме дека колку овие родови стереотипи во општеството се понагласени, толку веројатноста за да биде една жена неактивна да стане се поизразени и од друга страна ставовите за работа се исклучително важни, особено кај помладите, каде што верувам дека може подоцна да ги анализираме поспецифично, каде што колку ставот за работа на една жена е јасен дека јас сакам професионално да се изградам и да градам кариера, толку веројатноста истата да биде неактивна е помала и на крајот се Но може да има влијание во подоцнежниот живот на 34 години, во суштина кога доаѓаат децата и обврските и може да се смени истото тоа малце подоцна кога ќе дојде општествената мислење дека жената треба да се грижи за немотните и болните во семејството. Значи има неколку, ајде да речеме, точки во животот кога волјата за работа на жената доаѓа се преиспитува. Првата е со децата, но ако има волја, најчесто децата не влијаат толку многу на дали ќе продолжи или нема да продолжи да работи, односно ќе сака или нема
да сака да работи, но има други точки кои што се многу битни. Колку влијаат овие точки што ги рековме, грижа за децата, и колку влијаат грижа за старите, односно на културните вредности на системот, колку влијаат жените да останат дома. Да, дефинитивно ние во нашата анализа, освен на овие генерални заклучоци кои што ги направивме, сакавме да направиме вкрстување на овие фактори, родови стереотипи, традиционални културни вредности и ставови за работа со различни аспекти, како што се на пример бројот на деца, како што е на пример возраста, и резултатите покажаа многу интересни наоди. На пример, доколку ги вкрстиме овие фактори со возраста, идентификуваме дека кај за жените на возраст од 18 до 34 годишна возраст, еден од клучните фактори е ставот за работа. Односно, дали тој став е сакам да се реализирам во кариерата и сакам професионално да се изградам или не. Родовите стереотипи. Што го викаме, дали е вредна или не е вредна, едноставно дали сака да ги застока ракавите и да почне да работи, да се вложи во работата, или не сака, едноставно научена е на полагоден живот. Мислам, и тоа важи веројатно и за мажите, значи овде не правиме, немаме родови стереотипи, туку збориме за студија која што е направена. Да. Значи у суштина дали сака или не сака да работи. Сака или не сака да работи. Тоа е до 34 до години. 34 години. Меѓутоа, од 34 годишна возраст, па понатаму од 35 до 49 годишна возраст, веќе родовите стереотипи започнуваат да доминираат, односно родови стереотипи дека жената треба да се грижи за децата, дека каде е улогата на жената. Веројатно во таа возраст доаѓаат деца, обврските домашни започнуваат посериозен товар да представуваат за жената и веќе овие ставови започнуваат да олабавуваат, меѓутоа и тие и понатаму се клучни. Меѓутоа, паралелно делуваат овие родови стереотипи. А додека пак на возраст од 50 до 64 годишна возраст, ставовите кон работата и традиционалните културни норми значително влијаат за тоа дали една жена ќе биде активна или неактивна. Тоа е понатаму поврзано веројатно со грижата за повозрастните членови на семејството, со грижата околу домот, подготовката на храна и одржување на домот. А од аспект на врската со деца, истата е многу интересна, каде што идентификуваме дека за жени ставот за работа е значаен додека стигнат до 2 деца. Кога за семејствата кои што имаат повеќе од 2 деца, веќе останатите фактори започнуваат многу посилно да делуваат за разлика од ставот на работа. Значи, ако некоја жена сака да работи, но има повеќе од 2 деца, веќе почнува да се преиспитува дали да продолжи со работа, заради тоа што треба да се очекува нејзе да ги чува децата, да се грижи за домот повеќе и се тоа. Па можеби не дека се преиспитува колку што товарот на домашните обврски, а паралелно вкрстен со ставот на општеството дека тоа е главно работа на жената, е сериозен товар и започнува веќе ставот за работа да биде второстепен во незината одлука дали ќе биде активна или нема да биде активна. Меѓутоа тука ако овие фактори ги вкрстите со нивото на образование, исто така забележуваме дека за жените со основно и средно образование многу посилно овие фактори влијаат за разлика од жените кои што се високо образовани, каде што овие фактори, ефектот на овие фактори е многу послаб и секако на крај тука е здравието кој е примарен фактор. Да, за здравието ќе зборуваме и тоа во решенијата како проблем, но има нешто сега ми остава некако нејасно, не нејасно туку и можеби ние овде во Скопје живееме во некој си бабл, што се вика, во некој меур, па не сме свесни, може да се случува. Јас не знам луѓе кои што дошле до одреден степен на возраст дошле и да речете јас не можам да издржам веќе и да работам, па ќе се повлечам за да бидам домаќинка, да ги гледам децата или да гледам постари родители, членови на семејството и сето тоа. Едноставно јас не знам такви. Дали се случува тоа во реалноста? Едноставно луѓето кога ќе дојдат до одреден степен во животот да напуштат работа за да можат да одговорат на предизвиците од дома. Јас не можам да коментирам за какви се културолошките ставови
во зависност од рурални, урбани или различни етнички заедници. Меѓутоа, можам да коментирам врз база на податоци за тоа со каква инфраструктура ние располагаме во моментот за грижа за деца и грижа за стари лица. Например, ако земите предвид дека и живееме во општество, без разлика дали е тоа Скопје, дали е некој помал град или е некоја рурална област, живееме во општество каде што факт е дека родовите стереотипи не се доминантни. Меѓутоа, тоа го вкрстите со каква е инфраструктурата за грижа на деца. И ние во Скопје мислиме дека имаме доволна инфраструктура на детски градинки. Но во цела Македонија имаме 117 детски градинки. Замислете дека тие, ако ги распоредиме по општина и дури ако понатаму се сведиме колку детски градинки има во една рурална област, ние ќе сватиме дека инфраструктурата не е доволно развиена за една мајка, без разлика од каде доаѓа, да може своето дете да го однесе во градинка и таа понатаму да продолжи на работа. Доколку ги анализираме податоците, колкав е бројот на деца кои што се згрижени, ќе забележите дека само 1/3 од децата посетувале градинка. Ние имаме прогрес на тој индикатор, да се разбереме во последната декада. Меѓутоа не е доволен за тоа да биде доволен стимулатор за жените да можат да се активираат. Градинките се еден проблем, инфраструктурата, зошто имаме 57 од 100 од жените да неактивни се на пазарот, тоа е од 18 до 64 години, така? 57 или од 15 до 64? Тоа е 15 до 89. Според последните... Океј, тоа се. Вториот елемент кој е? Зошто жените се неактивни? Освен градинките, кој е вториот елемент? Од аспект на инфраструктура, тука се исто и домовите за стари лица. Имаме само 41 дом, каде што поголем дел се лоцирани во Скопје, исто така во еден дел се и приватни стари домови за стари лица, каде што финансискиот потенцијал на секое семејство овозможува, без разлика каков е нивниот став за тоа дали родителот треба или не треба да биде во таква институција, сепак финансискиот момент заедно со вкрстено со културните и традиционални норми ги објаснува од инфраструктурен аспект ваквите состојби. Значи, жените едноставно не се вклучуваат, односно поретко се вклучуваат на пазарот на трудот, бидејќи од нив се очекува како културна норма и како родов стереотип да се грижи и за децата и за возрастните членови на семејството. Иако првиот фактор кој што ги објаснува овие податоци, во најголема мера ги објаснува овие податоци, е фактор за општествената перцепција за родовите улоги и дискриминација врз основа на пол. И каде што се тука и во делот на повеќе грижа на деца, а многу помалку понатаму во делот на стари лица. Време е за првата пауза за пријателите на подкастов. Ќе се вратиме повторно да видиме зошто огромен дел од жените не се на пазарот на трудот. Разговараме во подкастов со Благица Петрески околу тоа дека огромен дел од жените не се на пазарот на трудот и тоа веќе е пресметано и се најдени причините зошто на што се должи тоа. Зборувавме за кој е процентот, но остана малце нејасно 57% од жените дека не се на пазарот на трудот, односно 42% од жените се вработени. Само да ова го пишува во студијата што ја изготвивте, но овие 42% што се вработени се 10% поени помалце од просекот на Европската унија, кој што е 52, и од светскиот просек е за 6% поени помалце. Тоа е некаде околу 48. И ваквиот пат мора да вие имате наведено дека се бележи на 42% од 44 на 42 за време на короната се има вложено. Да, значи влошено.
Овој јас во активност е сериозен. Иако го споредиме со жените, активност на жените на пазарот на труд со мажите во Македонија, иако го споредиме со европскиот просек, е фрапантен. Например, жените во Македонија 42,8% се активни, во споредба со мажите кои се 62% активни. Во споредба со европскиот просек, жените во ЕУ се 70,2% активни во 2023 година, што значи дека ние имаме двоен јас. Од една страна јас со мажите, од друга страна јас со Европската Унија, каде што ни се потребни структурни реформи за овој јас да го затвориме. Меѓутоа, точно идентификувавме дека во текот на ковид имавме до ковид еден тренд на подобрување на овие проценти, меѓутоа во текот на ковид активацијата севкупно и кај мажите и кај жените започна да се намалува и сега треба да погледнеме каква ќе биде управувањето после ковид кризата. Зошто, на што се должи тоа? Да ги отпуштија луѓето во вработените фирмите или се повлекува? Јас повеќе сметам дека самите луѓе перцепцијата дека во текот на криза многу потешко да биде најдена работа. Сметете дека во оваа структура неактивни жени, тоа го анализиравме, па и мажи, имаат едно долгорочно искуство, негативно искуство во текот на транзицијата, каде што еден дел од нив останале во текот на транзицијата без работа и тие се сега долгорочно неактивни. И така што ако тие во текот на овие години не успеале да најдат работа, сметаат дека во текот дури во ковид криза, во такви услови, уште потешко би нашле работа и заради тоа нивната мотивација за активација на пазарот се намалила. Се демотивирале на некој начин да бараат работа. Мислам дека сега во јавноста ќе ја слушаат темата и ќе речат што ми е гајле, таму некои жени не се на работа, ама функционира бизнисот, функционира економијата, дали со нив, дали без нив. Што ни е гајле у суштина, ќе си рече некој, за некој што не работи, кога функционира. Колку е ова сериозен проблем? Па јас не би рекла дека ова е тема која што е само анализа од родов аспект и ајде сега жените колку се еднакви со мажите. Не, напротив, ова е сериозно економска тема. Зошто? Затоа што во услови кога на пазарот на труд ние имаме сериозен недостиг од работници, каде што ако разговарате со бизнис секторот ќе видите дека имаат потешкотија да најдат општи работници, имаат потешкотија да најдат работници за специфични вештини, ние имаме тука неискористен потенцијал. Тие јазови кои што постојат на пазарот на труд не можеме да ги затвориме. Ако ја погледнете структурата, например, и колку има лица кои што бараат работа според податоците од Агенција за вработување, тоа се некои 110.000, меѓутоа многу тешко тие се активираат на пазарот на труд. Еден дел затоа што се корисници на социјална помош, еден дел заради некои други причини, така што нас во оваа женска популација која што не е активна на пазарот на труд, треба да имаме сериозен понатамошен извор кој што на работна сила кој што може да биде поттик за економијата, доколку истите се активираат на пазарот на труд. Која бројка е точно? Колку жени не се можат да бидат не се на пазарот на труд? Имате ли точна бројка екзактно? Според податоците тоа се оваа бројка. 57,2% не се активни, меѓутоа поспецифично повеќе од една половина од нив, ако сметаме дека се домаќинки, бројката е некаде околу 200.000 се само домаќинки, околу 200.000 се само домаќинки, каде што главно треба да биде фокусот, затоа што во структурата на неактивни имаме и пензионерки, имаме и пензионери и имаме и студенти, но фокусот на мерките кои што оваа влада и државата треба да ги дизајнира ако сака да го искористи овој потенцијал, треба да биде насочен токму кон домаќинките и во еден помал дел треба да биде насочен кон студентите кои што можеби и во моментот нешто работат, но заради одредени причини не се декларира никако. Доаѓаме до, рековме, 200-250.000, 50.000 некаде бројката на домаќинки, ни еден домаќин, како што кажавме. Како да се извлечат од
домот и како да станат дел од пазарот на труд, бидејќи рековме дека ќе се влошува состојбата со работната сила, веќе компаниите и стопанските комори веќе алармираат, владите и политичките партии се свесни за сето тоа, ни носат и непалци, ни носат од странство работна сила, но имаме некој резервоар од 200 до 250 илјади. Ајде како да се извлечат, иако нема, рековте не можеме да правиме анализа, не постои анализа дали има влијание верските, етничките припадност и сето тоа, но како да се извлечат овие луѓе? Значи, дел од препораките кои што ова студија ги дава се насочени кон поддршка на завработените родители. Тоа значи од една страна овозможување повеќе флексибилни работни места, да забележиме дека во моментот кај нас флексибилните работни места се во зачеток и само 4% ги имаат тие поволности, но доколку овозможиме флексибилни работни места и паралелно да овозможиме да ги поттикнеме работните места со скратено работно време, ние веројатно ќе поттикнеме кај еден дел од жените кои што ги имаат и овие обврски да можат поедноставно да ги балансираат обврските во домот заедно со обврските кои што се на работа. Вториот значаен аспект е инфраструктурна поддршка. Инфраструктурна поддршка во изградба на градинки, меѓутоа исто така и изградба на домови за стари лица. И кога зборуваме за инфраструктурна поддршка, не мислиме само на големите градови, вклучително и Скопје, туку и размислуваме, особено за детски градинки, да се прошири таа мрежа и во руралните средини. Понатаму стимулации за работодавачите. Работодавачите треба да се отворат за ваквите промени. Од една страна да ги воведуваат флексибилните работни места и скратени работните места со скратено работно време, но од друга страна можеби и самите во јавно-приватно партнерство да се стимулираат да градат детски градинки и таква форма на инфраструктура. Образовната политика многу е значајно кај младите генерации, перцепциите и ставовите кон работата да бидат во позитивна насока, да се генерира тој став дека младите треба да работат, дека сакаат да работат, особено кај женската популација, и тоа од најрана возраст треба да се генерира тој став преку различни кампањи, дека жената треба да биде реализирана на професионален начин и поддршка секако тука е за самохраните мајки, затоа што податоците идентификуваат дека кога ќе имаме ситуација на разведена мајка, веројатноста да стане неактивна е поголема. Поддршка и во делот на деца згрижување, поддршка и дополнителна која што е потребна, и дополнително во делот на културните норми и родовите стереотипи. Тука верувам дека свесноста може да се гради со медиумски кампањи и со активно потенцирање на тоа зошто жените представуваат економски потенцијал. Сега спомнавте нешто, јас тоа го забележав додека го читав брифот за студијата, дека напуштаат работа, односно стануваат неактивни од пазарот на трудот жените кои што ќе се разведат и имаат деца. Малце ми е нелогично мене, ако е разведена жената, би требало да работи за да може да ги издржува децата, за да може да преживее, иако кога ќе земеме последните податоци кои што се од пред неколку години за сиромаштијата во Македонија, самците се најсиромашни, усуштина со деца, односно разведените, не самците, разведените се најсиромашната категорија во државата, не се пензионерите, напротив, они релативно и добро живеат, нивниот процент на сиромаштија е 7%, додека кај разведените сиромаштијата е најевидентна, посебно што разведените што имаат деца. Дали разводот придонесува жените да престанат да работат и да се преминат во неактивно население? Сметам дека кај таа категорија токму тука се прекршува финансискиот момент со културните стереотипи. При разводи децата најчесто припаѓаат кај мајката. Културните стереотипи дека мајката мора да се грижи за своите деца, жената е таа која се грижи за децата и за домот, паралелно со ограничените инфраструктурни можности, жената ја доведува пред избор помеѓу дали да работам или да се грижам за децата, и затоа веројатно тоа се аспектите кои ги објаснуваат ваквите податоци. Како преживуваат тие жени? Од алиментација живеат и?
Па најверојатно се на системот за минимална гарантирана поддршка. Поддршка. Не, мислам, ова го дискутираме на ваков начин, меѓутоа не би можела да ги потребни се подетални Така, подетални податоци анализи, за да, тоа но на какви мене се ми финансиските оста- приходи за да може да Да, ми коментира. остана како печето, како податок дека сте го забележале при истражувањето, што ми остава мене отворени прашања во сево ова. Значи, ајде да направиме сега резиме на сево ова што го кажавме. Значи, генерално има резервоар од 200 до 250 илјади жени, домаќинки што се, кои што можат да бидат со адекватни политики натерани или извлечени од онаа позиција да бидат неактивни на пазарот на трудот. Спомнавте кои се тие мерки и спомнавте нешто многу интересно, исто така тоа сакам малце да вам посветиме внимание, со едукација за вистински однос кон работата. Дали мислите дека се смени онаа старано од 80-тите години, вие сте помлада, не го памтите и не сте го слушале, ја многу често го слушав, тоа е учи синко за да не работиш. Не би можела тоа да го коментирам, меѓутоа кога мислиме на став, мислиме на став да едно лице младо со фокус на женат, сака да се реализира во својата професија, сака да изгради своја кариера, без разлика тоа на кое ниво е, сака едноставно да биде финансиски независна и да работи. На тој став размислуваме, иако кариера и професионална реализација може да бидат на најразлични нивоа и на образование и на типови на работа, меѓутоа дека состојбите се променети и има прогрес, го покажуваат и податоците, каде што за таа група на возраст од 18 до 34 години единствен фактор кој што влијае е ставот за работа. Така што тука има некаква промена во споредба со трендовите кои што постоеле порано, каде што поголем фокус се ставало на традицијата, на родовите улоги и слично. Меѓутоа и понатаму постои простор да од најмали нозе треба да се вкоренува тој став за позитивен однос кон работата. Сега, рековте родови стереотипи се многу важни, заедно со културните навики, односно норми, културните норми. Родовите стереотипи родови стереотипи кај нас мажите едни се, но има ли родови стереотипи кај жените? Дали откривте со истражувањето дека жените самите мислат која е нивната улога во општеството, кој што вика да, ние не треба да учествуваме на пазарот на труд. Бидејќи мажите, да, ти си жена, ти работа, дома ќе седиш, ќе се грижиш, јас сум тој алфа мажијакот што ќе ја храни семејството и ќе бидам главен во општеството. Но дали има родов стереотип од типот самите жени да мислат дека не припаѓаат на пазарот на трудот? Да, ова е многу интересно прашање. Едно од прашањата кои што е во истражувањето и податоците кои што ги користиме е токму за тоа каков е вашиот став за тоа кој треба да се грижи за домот, и 64% се согласуваат дека главната улога на жената е дома со децата, што ги одразува длабоко вкоренетите културни вредности, и ова е размислувањето на неактивните жени. Меѓутоа ова размислување не е исто кај активните жени. Активните жени, вработените жени се со поголема веројатност да го отфрлат овој стереотип. Понатаму еден од интересните податоци кои што идентификувавме дека, например, во периоди кога работните места стануваат ретки, кој треба тие места, ограничени работни места, да ги приграби? Поголем дел од жените сметаат дека мажите треба да имаат предност кон искористувањето на тие ограничени работни места. Така што апсолутно податоците покажуваат дека ние имаме културни вредности каде што не се тоа наметнати од страна само на мажите, тие и кон жените, да не бидеме вулгарно сватени. Тоа се наметнати стереотипи кои што ги негуваме во самото општество, и културни традиции, и културни вредности, и културни норми кои што ги имаме. Така што не е дека на жените некој им наметнал. Тоа е едноставно општествена состојба каде што ние треба да ја променуваме, се со цел да жените се активираат и за добробит на сопственото семејство, заради тоа што треба да им
ќе има повисок приход во семејството и заради севкупната економија затоа што во моментот ние имаме недостиг на работници. Така. Значи, у суштина, родовите стереотипи и културните норми кои што владеат ги делат и мажите и жените заеднички, односно и жените мислат дека мажите би требало да бидат на пазарот на трудот позастапени, а они да се грижат за домот. Како ова да се смени? Рековте со образование, но дали е можно со кампањи со образование да се смени? Бидејќи е културна норма и тоа се провлекува со децении, со векови, значи тоа е малце потешко се менуваат културните Дефинитивно, норми. менталниот склоп е тој кој што најтешко се променува, меѓутоа, доколку имаме паралелни активности, каде што од една страна ќе работиме од најмала возраст, со момчината и со девојчината, дека секој треба да работи, секој треба да се реализира. Паралелно тоа го поттикнеме со соодветно образование. Ако некоја девојка или жена подоцна останала без соодветна квалификација, да ја дадеме можност да се преквалификува. Понатаму, ако во одредена возраст, кои ги идентификувавме од 35 години па натака, веќе започнуваат домашните обврски да надвагнуваат. Дајте да направиме институционална поддршка на инфраструктура за градинки, инфраструктура за домови, да ги едуцираме и бизнис секторот дека треба да започнат да воведуваат нови форми на работа кои ќе обезбедат подобар баланс. Само со паралелен систем на мерки сметам дека може да направиме одреден прогрес. Гледате ли интерес кај бизнис заедницата да за една ваква студија и да ја преточат во нешто што би било делотворно во иднина, бидејќи се жалат нонстоп дека немаат работна сила, но како и да не сакат да чепнат од овој резервоар од 200-250 илјади домаќинки. Видете, мислам дека бизнис секторот веќе започнува да станува посвесен. Во моментот ние работиме на една сериозна интервенција со една голема текстилна компанија во Прилеп, Конфи Ангел, каде што за прв пат интервенираме со пилотирање на интервенција за поттикнување на продуктивноста, со фокус на жените, каде што на работно место се доедуцираат и се работи на поттикнување на нивната кариера и развој на лични вештини, каде што паралелно со некои други активности кои што самата компанија ги прави, целта е да се постигне достоинствено работно место, каде што преку стимулирање на продуктивноста вработените ќе може да имаат достоинствена плата и на таков начин, особено за жените, да бидат стимулирани, затоа што, например, текстилниот сектор е традиционално перцепиран како сектор каде што жените главно се вработени. Така што јас забележувам барем со оние компании со кои што сум во соработка, забележувам дека и самите тие размислуваат како да направат, што може да направат и се креативни. Не велам дека тоа е доминантен дел, повеќе се исклучок отколку правило, меѓутоа компаниите веќе воведуваат различни форми на мерки како да стимулираат, така што ќе видиме како тоа ќе профункционира. Време е за втората пауза за нашите пријатели кои што го помагаат подкастов и пред да почнеме со паузата, значи да не ги учиме нашите ќерки дека се принцези и да чекаат принц на бел коњ кој што ќе ги освои и ќе се грижи во животот, туку дека и они можат да се грижат самите за себе, односно дека и они може да бидат тие што ќе повлечат некој господин, односно принц, па да се грижат за него. Време е за втората пауза. Да, завршивме со темата околу неактивноста на голем дел од жените на пазарот на трудот, кои се причините, но и кои се решенијата. Може ви изгледа тоа некоја тема што е далечна, која што и сега седнале направиме анализа и никому ништо, но да не забораваме дека увезуваме работници од странство, имаме од 200 до 250 илјади жени кои што се резервар, кои што може да се поттикнат да бидат дел од пазарот на трудот и едноставно да имаат
примања доход, да бидат подобро финансиски ситуирани, да помогнат и на економијата, така што оваа студија што ја разгледувавме со една од авторките на студијата Благица Петрески, ја завршуваме тука и ќе преминеме на една друга тема, ќе го искористиме нејзиното присуство да зборуваме о што е актуелно во моментов, колку што гледам денеска се најави дека буџетот за 2025 ќе биде деновиве познат, ќе бидат познати параметрите, не ги знаеме се уште, но ајде да зборуваме за нешто што и вас и мене не загрижува како вас како економист и како експерт, мене како новинар и човек што следи економијата околу 3 децении. Гледаме дека јавниот долг ќе биде голем, буџетските дефицити во наредните години се очекуваат да бидат високи, значи зборуваме за сериозни излези фискалната стратегија, значи од 2025 до 2029 и таа фискална стратегија не е баш најсијајна, бидејќи и таму се зборува за високи дефицити. Зошто имаме толку многу високи дефицити и дали е опасно што у суштина државата цело време со децении држи големи високи буџетски дефицити? Да, фискалната стратегија како документ беше публикувана пред скоро една недела и најавите се дека ние ќе имаме дури консолидација на буџетскиот дефицит дури по 3-4 години, а заближуваме дека и јавниот долг и државниот долг веќе не се на сериозни нивоа, така што ние сме под ризик за тоа каква ни е нашата фискална дисциплина и под ризик за одржливоста на јавните финанси. Јас би ги коментирала накратко и јавниот долг и буџетскиот дефицит. Ние имаме фискални правила кон кои што треба да се држиме. Фискалните правила се однесуваат на 60% јавен долг кој што поспецифично се однесува на државниот долг и бруто домашен производ и буџетски дефицит од бруто домашен производ на 3%, каде што веќе ние кај едното фискално правило, јавниот долг сериозно се доближуваме. Државниот долг е 56,9%, а јавниот долг сериозно ја има надминато границата од 60%. 66 се планира за годинава, може и да биде и понизок, да, 66 се планира, може и понизок, меѓутоа, али тоа е сериозно. од она што може да погледнеме од стратегијата за управување со јавен долг, консолидацијата е бавна. Ако понатаму анализираме што се случува со буџетскиот дефицит, ние ќе забележиме во една анализиравме податоци од 2008 до денес, значи ние забележуваме дека ние имаме континуирана експанзивна политика што генерира буџетски дефицити, каде што во исполнувањето на ова правило било само 7 години од вкупниот дел, ние постојано имаме ваква една проциклична политика. Што значи тоа? Ајде сега проциклично, да го објасниме тој дел. Така. Значи, што ве загрижува вас, бидејќи кога правите фискалната политика треба да биде имаше дека сте загрижени за нешто. Да. Фискалната политика во принцип треба да биде контрациклична. Тоа значи, ако економијата е во рецесија, ако имаме економски пад, фискалната политика треба да интервенира експанзивно и да го поттикне тој економски раст. Трошиме во суштина повеќе. Меѓутоа, исто така значи дека ако економијата функционира над својот економски потенцијал, тоа значи дека фискалната политика треба да започне да штеди повеќе, да биде рестриктивна. Се што е поразлично од ова е проциклично и значи дека ние и во периоди кога на економијата ја оди добро, ние трошиме паралелно со тоа. Сега ако го разгледаме понатаму, буџетскиот дефицит е оправдан доколку реагираме на ваков начин, да ги интервенција на циклусите да правиме. Меѓутоа, ако го анализираме понатаму буџетскиот дефицит, ќе забележиме дека еден значаен дел од буџетскиот дефицит нас ни доаѓа од структурни компоненти. Тоа значи дека ние имаме поструктурни дисбаланси внатре помеѓу приходите и помеѓу расходите. Ако понатаму ги доанализираме какви ни биле расходите во текот на овие години и какви ни биле приходите, ако направиме чист просек само колкави биле приходите, колкави биле расходите, ние во континуитет имаме
поголеми расходи од она што имаме потенцијал да собериме и цело време расходите се над потенцијалот на економијата. Тоа е тоа што загрижува во овој момент. Ако понатаму ги анализираме каква ни е структурата на расходната страна на буџетот, ќе забележиме дека половина од вкупниот буџет се однесува само на ставката на социјални бенефиции и плати, кои скоро па имаат фиксна компонента, затоа што платите не зависат од циклус, затоа што во делот на социјалните бенефиции, иако се автоматски стабилизатори, најголем дел доаѓаат на пензии. Ако на тоа го додадеме и трансферите кон единиците на локална самоуправа, ако ги додадеме субвенциите, просторот кој што е за развојна компонента нас постојано ни се намалува. И заради тоа сметам дека ние во расходната страна имаме вградено сериозни долгорочни обврски кои што многу тешко би можеле да ги преорганизираме на краток рок. И сега доаѓаме до прашањето што да се прави. Затоа што владата и во фискалната стратегија што го кажува, го продлабочуваме, парафразира, го продлачуваме буџетскиот дефицит, односно не сме рестриктивни, за да не ги загрозиме функционирањето на државата, но и да можеме да ги реализираме нашите предизборни, односно обврските што ги преземавме на изборите, за да ја развиеме економијата и со развојот на економијата ќе имаме благодет сите во иднина. Тоа е некое објаснување парафразирано од она што може да се прочита. Држи ли оваа вода или не држи? Или мора да се почне да се сече подрастично, бидејќи во фискалната стратегија кажуваат не сакаме да сечеме драстично. Сметам дека на расходната страна потребна е структурна реформа. Во делот колкав е просторот е друго прашање, затоа што во делот на плати просторот за кратење е скоро невозможен, меѓутоа исто така може да водиме сметка за каков ќе биде растот на плати кои што се во делот на кои што доаѓаат од буџет. Понатаму во ставката стоки и услуги и во ставката субвенции и трансфери веројатно постои простор за понатамошна подрастична реформа. Во делот на социјалните бенефиции, на пример, најголемата ставка на пензии, јас и понатаму сметам дека треба да бидеме многу внимателни на каков начин пензиите ќе се зголемуваат и ќе се усогласуваат во иднина, затоа што е скоро па преземена обврска на долг рок. Истата може да се промени само ако имаме значајно зголемување на вработените или ако направиме дополнителна реформа во пензискиот систем, меѓутоа да ги одржиме овие како да кажам услови кои што претходната пензиска реформа ги презеде. Во делот на приходите треба да ги анализираме дополнително изворите за неформалната економија, каде што и во фискалната стратегија се еден од изворите кои што се вградени. Да, но еве рековте социјалните трансфери, рековте пензиите, вие сте многу внимателни и вака малце во завиена форма зборувате за пензиите. Ја гледам фискалната стратегија во моментов на страната, само да видам на страна 47. Во 2024 година, значи оваа година, само дотацијата што ќе биде од централниот трансфер од буџет ќе биде 40 милиарди денари. Значи, наредната година дотацијата од трансфер од буџетот ќе биде 51 милиарда денари, па во 2026 50 милиарди денари и тоа е некаде околу, значи сега да зборуваме, од 150 до 200 милиона евра ќе се трансферираат во сето тоа секоја година. Ова се сериозни суми и у суштина врвот на потребните пари што ќе бидат за да може да функционира ПИОМ, ќе биде наредната година кога се очекува 39% од потребните пари за функционирање на фондот за пензиско и инвалидско осигурување да дојдат од буџетот. Дури, значи 39%, после тоа се намалува, а многу оптимизам има дека во 2029 година парите што ќе бидат потребни за да се префрлаат од буџетот во ПИОМ ќе бидат само 29%. Па видете, потенцијалот на фискалната стратегија за долгорочно проектирање
е под знак прашање. Затоа што ние ги анализиравме прво, фискалната стратегија е документ кој што треба да има среднорочен карактер, односно тоа значи дека ја публикуваме на еднаш на 3 години и таа има сериозни внатре планирања, каде што проекциите се сериозно издржани и дава еден визионерски импулс на сите останати кои што читаат, вклучително и бизнис секторот. Меѓутоа, ако забележите дека фискалната стратегија се објавува на годишно ниво и ако споредите што било пишано во фискалната стратегија и од аспект на исполнувањето, ќе забележите дека тој потенцијал за проектирање, пример, проекцијата на третата година скоро никогаш не била исполнета со она што било иницијално планирано. Тоа сериозен дефект и сериозно го подкопува кредибилитетот на самиот документ, така што јас искрено не би се држала до, знаејќи ги промашувањата, фискалната стратегија не би знае и во една година да се Да, и ревидира. се ревидира Значи се истото, објавува така на е. пример во март фискална стратегија, а веќе септември, октомври имаме ревидирана фискална Тоа стратегија. е еден од сериозните проблеми на тој документ. Иако многу значаен документ, кредибилитетот на истиот документ се намалува затоа што прво луѓето кои ја читаат нема веќе да веруваат на тоа што се предвидува по 4 години, знаејќи дека следната година, а можеби дури и на пролет, ќе бидат променети тие бројки, а од втор аспект е сериозно оптоварување, верувам дека и оние кои треба тоа да го обслужуваат и да ги генерираат тие бројки. Која гледате фискалната стратегија, рековте дека треба таа да биде одржлива и да се исполнува. Се направило ли во Македонија проценка што да се седне на маса економистите и да речат еве 3-годишна фискална стратегија, најчесто се 3 години, плюс со изглед уште за дополнителни 2 години. Дали некоја фискална стратегија е седнато и да се разгледа, би исполнивме ова, не исполнивме ова, вака беше, онака беше. Едноставно да се седне и да се разгледува за неја или никој не се пишува секоја година и се штанца. Без да се Сметам гледа дека, ефектите. Таргетот на читатели на таа фискална стратегија е многу мал. Економистите веројатно читаат, меѓутоа не е популарен документ како што е буџетот и затоа многу помалку истата се дискутира. Меѓутоа, проблемите во планирањето не се само рефлектирани во фискалната стратегија, проблемите се и во вкупниот буџет. Например, секој дизајниран буџет, наназад анализирајте повеќе од декада, ќе забележите дека иницијалниот буџетски дефицит е на помало ниво, со ребалансот идентификуваме дека со потенцијалните приходи не може да се покријат моменталните расходи, дефицитот се зголемува. И тоа е класика. На прво, затоа што иницијално проекцијата за бруто домашен производ е на многу повисоко ниво од она што реално може да го постигнеме. Во текот на тоа е извор за креирање на вкупните приходи. Значи, вкупните приходи се повеќе планирани. Врз база на вкупните приходи ги проектираме и вкупните расходи. Не можејќи вкупните расходи да ги скратиме во текот на годината, доаѓаме до креирање на поголем дефицит од она што имаме и тоа е класичен начин на функционирање на во нашето креирање на буџети и извршување на буџети. Тоа е познатата игра со бројки, што јас многу сакам да ја пишувам во анализите, дека се играат со бројки и цело време повисоки проекции, па не се остваруваат, па затоа имаме утки во поглед на бруто домашниот производ, па после не излегува јавниот долг повисок, бидејќи не се остварува висината на бруто домашниот производ, со тоа автоматски расте и јавниот долг. Но многу интересно ми е, еве кога ги гледам, многу ми е интересно, проекциите за економски раст, еве 2022 2,2, 2023 1%, тоа е веќе познати величини, но за 2024 2,1, значи се очекува тој раст. 2025 3,7, 26 4, 27 4,4 и од 28-29 по 5% натаму, односно ова е веќе ептен матно и далечно. Можеме ли ние да дојдеме до 3,7 до 4, 4,4 во наредниве 3 години? Реално ли е вакви очекувања? Треба да погледнеме. Прво треба да идентификуваме што ќе се случува во глобални рамки, затоа што ние сме зависни од глобалната економија. Забележавме сега последните податоци за рецесијата во Германија, каде што треба да ги преоцениме ефектите од што тоа ќе значи за домашната економија, затоа што нашиот
извоз па и увоз е во голема мера зависен. Во моментот во голема мера бруто домашниот производ е поттикнат од приватната потрошувачка и во еден дел јавната потрошувачка. Значи за да исполниме стапки кои што значат 3,7 и повисоки стапки, нас сериозно ни се потребни реформи кои што ќе значат насока кон бруто инвестициите, насока кон извозот. Само тие се ставки кои може да повлечат посериозен бруто домашен производ. Проекциите за следна година ги немаме направено се уште, така што не можам да коментирам колкави ќе бидат, меѓутоа сепак јас би била внимателна во делот на проектирањето на бруто домашниот производ за следните години, затоа што основата која што во моментот ја имаме не е многу надежна. Да, ма еве 3,7 фискалната стратегија открива. Ние го чекаме деновиве треба да излезе со проекциите за буџетот за 2025 Министерството за финансии и министерката да каже кои ќе бидат параметрите, но еве 3,7 при што убаво спомнавте Германија на работ беше на рецесија, имаше рецесивни месеци, мислам дека растот ќе биде 0,2% за оваа година, наредната година ќе има позасилен раст Германија, но колку што знам извозот кон Германија попаѓа од Македонија и тоа мислам дека некаде околу 2% поена во првите 7 месеци во споредба со претходната година. Но овде сериозно 3,7 е сериозна очекување. Може ли да го оствариме? Вие рековте резервирани сте, но може ли има ли сила македонската економија да сепак да оствари вака 3,7? Во делот на приватната потрошувачка еве поттикната е и во делот на плати, во делот на пензии ќе имаме позитивни очекувања. Јавната потрошувачка согласно на проектираниот буџетски дефицит, веројатно ќе се задржи на ова ниво. Каква ќе биде структурата на буџетот, дали тоа ќе бидат капитални инвестиции, во која мера капиталните инвестиции ќе се реализираат и дали ќе започнат планираните инвестиции во коридорите, тоа е исто така значаен аспект за да ги погледнеме инвестициите. Каква ќе биде севкупната економија, односно стабилноста на економијата ќе влијае врз бруто инвестициите и поттикот за инвеститорите. Така што навистина има многу непознати аспекти во моментот за да погледнеме на што се базираат тие 3,7%, меѓутоа може да личат и за нијанса оптимистички. Ви благодарам многу што бевте дел од овој подкаст. Тоа беше се гледаме наредниот епизода.